Откако него послуша својот лидер Филип, чиј градоначалникот на Крива Паланка Митовски е прогласен за ВМРО-вец, со тоа што пред интересот на лидерот го става интересот на граѓаните на својата општина во однос на рудникот за Антимон, тој според Филипче директно одработувал за владачката партија и премиерот Мицкоски, ама како да нема храброст да му го каже тоа в лице, па наместо да го викне на консултација, тој по својот градоначалник, еден од само 6 минута, удира преку медиумите. Дали стапивте после вчерашниот безличен контакт можеби со Сашко Митовски или се обидовте да стапите? Да му кажете што имате? Не. Филипче останува на своите обвинувања дека фирмата која сака да инвестира во рудникот во Крива Паланка била донатор во кампања на ВМРО ДПМН, што не е ништо противзаконски, ама за него тоа било смртен греф и Митовски не требало да учествува. Има обврска градоначалникот кога станува збор за таков проект, за кој што гледаме дека зад него стојат бизнис интереси на ВМРО ДПМН, еден од подписниците на тие договори што ќе го користат на рудникот е донатор во ВМРО ДПМН. И тоа не е ништо чудно. Се до сега е поврзано со бизнис интересите на премиерот и на оваа владачка гарнитура. Тоа се знае, секојдневно излегуваат информации. Митовски заофа изразува жалење што неговиот лидер и раководството во последно време, наместо да разговара со своите членови, со нив се конфронтира со, како што вели, луди соопштенија. Останува на ставот дека станува збор за потенцијална голема и стратешка инвестиција, која би донела економски развој на општината и би била една од причините младите да не се иселуваат од таму. Вели дека на граѓаните им е важен подобриот живот, а не препакувањата меѓу политичарите од било која партија. Сите овие аргументи, обвинувања или слично, треба да се дискутираат во рамките на партијата. Не преку луди соопштенија, кои што можеме да ги видиме еден долг период и на социјалните мрежи, и не преку медиумите. Жал ми е што пред да се случи било што, посејавме страф помеѓу луѓето, сметајќи дека сето ова ќе биде толку многу небезбедно за нивното здравје, за нешто кое што постоело во времето на СФРЈ, кога нашите дедовци баби ја градиле оваа држава. Митовски потенцира дека референдум ќе има доколку таква иницијатива дојде до општината и советот, но прво транспарентно да се види какви точно планови има инвеститорот со евентуалниот рудник во Крива Паланка, за луѓето да можат да донесат одлука согласно сите факти и аргументи кои ќе бидат презентирани пред нив. Со оваа кавга Митовски станува дел од се поголемиот список на функционери на СДСМ, кои поради тоа што не го слушаат слепо својот лидер, тој ги прогласува за ВМРО-вци.